Зборуваме на тема култура, модерен танц без граници, на моје огромно задоволство. Гостин во нашата емисија, кореографот Игор Киров. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата и добре ни дојдовте во Македонија. Добар ден, поздрав до сите гледачи на Македонската телевизија и драго ми е да сме за прв пат гост во ова студио, во вашата емисија. И поздрав до сите гледачи кои што не гледаат од Штип преку Скопје до Охрид. Се надам дека се чувствуваш пријатно? Да. Македонска телевизија ми е секојаш била на мене, мислам, моите почетоци се тука. Значи, кога ќе баш секојаш кога ќе влезам во телевизија, барем долните студии, големите студии за времето кога игравеше. Снимања од ТВ постери, баш вчера коментирав, баш вчера на Собранискиот канал налетав некои ствари кои сум бил мал, од Водени лудори до како беше крстозбор, до новогодишни програми и така, значи немаше емисија каде што во тоа време Ребис не беше застапилната, така да ми беше некако кога се снима за на времето кога се снима емисии со денови бевме у. Да, секогаш со богати во програма, така ќе продолжиме во наредниот период. Ова беше период за вас со набиена агенда, ама публиката имаше вистински во што да ужива, 4 балетски премиери за 4 месеци. Да. Па еве вака, после короната, да бидам искрен и многу ми е драго што стварите повторно се отворија, значи од претходниот јуни па се до ден денеска успеав да остварам доста од моите ангажмани, од моите иновации, креации, да ги покажам на дело, што во Германија, што во Русија, што во Узбекистан, што во Србија, Хрватска и така натаму. Така да овој период, последниот период беше како дел од се претходно кој што доваѓаше пред мене, почнувајќи од последното, што кажем, од Драги мој Лажевец или Лажко, како е на македонски, во продукција на Балкан Денс, 10 години од нашето постоење во Белград, во студентскиот културен центар. Претходно следуваше премиерата во Јереван, претходно следуваше премиерата во престижниот Болшој и претходно на 17 јуни беше изведена премиерата поема во Белградско народно позориште во склопот на 100 години од постоењето на Белградскиот балет, каде што тројца кореографи јас од Македонија, Маша Колар од Србија и Милош Исиловиќ од Србија, ја добивме честове на јубилеен начин, како тај белградски балет не бил не само белградски, но на времето кога останал тоа била Југославија, и да ни дадат можност или да не поканат да направиме едно ново видување на 3 стари српски балети или југословенски балети, како год и да е. Јас успеав заедно со мојата асистентка да ја поставиме представата поема која што официјално која што била поставена 15 мај 46, а музиката за мојата представа била напишана 41. Така да дадов едно ново видување, едно апстрактно видување на тоа што за мене е поема во денешно време и како ние како играчи и затоа што беше работено на Вилинско концерто, ја гледаме таа поема на еден начин. Ми беше драго што успеав да бидам дел од баш тој 100 годишен програм на, како се вика, на српско, на Народно позориште у Белград, за да веќе потоа се упатам кон, за мене, барем за сега е хайлайт, Болшој балетот во Москва, каде што успеав да направам дует во склопот на гала вечерта, каде што беше снимено страна на руската телевизија, руска телевизија има, како што има Мецо, како што има Арте, канали за култура, така и си имат канал култура, каде што програма се снима и потоа се иде директно на нивниот културен канал. Еден дует кој што за мене значеше многу. Прво ми значеше многу да бидам покренет од страна на Болшој. И со тоа сум, уствари, првиот македонец, македонски кореограф, уствари, кој што успел да направи и да искреира нешто за таа престижна куќа, како што на исти начин бев и првиот македонец кој што успел да направи нешто во кореографска смисла во Народно позориште во Белград. Болшој беше навистина искуство кој што на секој... Огромна чест да се настапатаме. Чест, кој што сите на секој мој колега, сите мои и посакувам
барем да влезат да видат кој е чувство да се работи во една компанија, во еден театар кој што со децени функционира и екзистира. Дали ради моето име, затоа што моето име е многу Киров, уствари е многу руско. Светско име, ама наше. Светско, ама наше. Ми беше драго дека бев дел таму, 4 недели поминав, го направивме дуетот, заедно со мене во истата беа и светски познати кореографи Начо Дуато и Едвард Клук и уште тројца руски кореографи, така да заедно го склопивме таа гала вече, каде што играчите со кои што работев јас и игра ПДД од Жизел, од Бајадера и Кармен Свит. Потоа, по завршувањето во Русија, заминав исто пак за прв пат во Јереван, по покана на Санденс фестивалот и Арменската опера, во соработка со Арменската академија за танц, да поставам едно чинка од 20 минути, каде што деливме вечето со арменска кореографка и на тај начин успеавме да ги споиме нашите два народа, две култури, каде што јас успеав на нив да идолувам оно што за мене што како они го нарекуваат the European style of modern dance. Една добра фузија, еден добар начин на функционирање, да ги споиме нашите културни разлики, кои што сватев дека бев таму дека се многу слични, де факт. Така одлично функционира и проектот Балкан Денс, кој споменавте вие на почетокот, 10 години. Меѓутоа, после 9 години вие се вративте на сцена. Докажавте дека годините не се пречка, кога имате огромно искуство, кога човек може да го даде најдоброто буквално од себе. Па да, вака. Ми беше драго, морам да признам дека ми беше драго да се вратам на сцена. Посебно драго беше затоа што бев на сцена со луѓе кои што ги ценам и ги сакам. Тоа е мојата асистентка и кореограф кој што работи со мене, мојца мајца на Словенија и кореографот од Србија Александар Саша Илич, кој што де факто ние сме и основачите на Балкан Денс проектот. 2013 јас и мојца започнавме, 2015 Саша ми се предложи и на некој начин рековме, окей, славиме 10 години. Зошто ние? Кој што го имам основното, кој што цело време се бориме да тај Балкан Денс ја добие таа слава конкретно на балкански во регионот кај што живееме, да не се вратиме со еден добар концепт. И сите ние тројца сме се одржуваме форма, функционираме. Јас не играм, мојца единствено кој што игра, ја и Сале не играме повеќе. Јас сум де факто ветеран, јас престанав пред 9 години, Саша 2020 играше последен пат, така да он ајде да некој може. А мојот ден денеска игра, така да ми беше драго да се вратам на таа сцена со еден добар концепт, кој што беше режиран од страна на Љубеша Ристич, познат српски или југословенски режисер. Представата за моје големо задоволство помина супер, сите беа воодушевени, беше одреден број на луѓе кои што ќе влезат во студентскиот културен центар, во големата дворана и едноставно ми беше стварно драго да ја осетам публиката на друг начин. Не дека ми фалеше таа публика, не толку затоа што кога завршив ја веќе при крајот на мојата кариера знаев дека тука некаде е крајот, сите овие години ме исполнуваше начинот на кој што јас ги правев моите кореографии. Значи, мојот сценски настап се замени со мојата кореографска постановка. Така да, на некој начин ми фалеше ни таа публика, која што сега сватив дека, окей, why not, it's nice to be back on stage again. Да, знаете да кажете дека танчерот не треба да биде само класичен играч. Гледате ли во некој од младите, го гледате ли идниот Игор Киров, има ли некој наследник? Можеби сме сконцентрирани секогаш тука ми се случува се во главниот град, меѓутоа нудиме ли ние како земја добра школа за идните танчери? Вака, постојат млади таленти млади танчери, еден веќе е заминат, двајца уствари, едниот е во Америка, другиот е во Германија. Баш се ако спомна, не се во Скопје, помладиот Бојан, кој што доаѓа од Штип, со мои сограѓани, веќе функционира и добро се котира на германската модерна танцова сцена, зашто ми е драго дека успеа. Наистина, некако делиме таа наша иста судбина, доаѓаме од помало место, недоволно разбирање страна на родителите, во кој прави да се движи кај идеш, така да, талент има, потенцијал има, школото се труди во склопот на нивните можности, да пружи најдобро што може да се пружи. Дали се потребни реформи? Да, се потребни реформи. Дали се потребни чекор напред да можеме финансиски да донесеме подобри кореографии кои што ќе работат со или педагози кои што може да работат, затоа што и тие што веќе постават во школата се доволно добро, но секогаш кога еден танчер ќе има variety на различни стилови на танц,
на игра се секојаш надградба како еден танчер. Да се наврат на прашањето дали еден танчер треба да биде како беше дали биде класичен играч. Зависи секој си има право да се одреди на своето. Мене лично ако ме прашаш, ја мислам дека секој играч треба да биде versatile, да може да се уклопи и во класиката, и во модерното, и во современиот, и без разлика дали си подкован као класичар. Сепак кога ќе видиме на танцова компанија, како што е Опера да Пари, Болшој, или Цирик балет, или Лондон, сите од нив имаат не само класичен репертоар, него и современи модерен. Што значи дека тие играчи треба да се склони да бидат да се прешалтат од еден ден во друг ден. Многу накоса само за крај. Остана ли нешто неоткриено, неодопрено, неостварено? Каде сте уиднина? Здравје, Боже, се уште сум млад, мислам млад сум уште, што се однесува да кореографирањето. Во најдобра форма. Да, во кореографирањето и затоа што не само што се бавам со кореографија, него и со педагогија. Така да, секојаш кога сум измеѓу продукции, се трудам моето знање да го пренесам на едните и млади генерации. Така да, здраве Боже, веќе следната недела почнувам на Академијата за модерен танц во Љубљана на едномесечно предавање. Од таму се префрлам во Белград, каде што на 24-25 заедно со престижните компании Марински, Јакобсон и Михајловски ќе се изведе мојата представа поема во Белградско народно позориште и од таму ја започнувам пеќе новата премиера во Српско народно во Нови Сад, за да веќе со кој што премиерата закажам 16 ноември, крај ноември планирам да пак идам за Белорусија, декември ми е планиран во Македонија, доколку биде секој што треба заедно со Академијата за танц и Средното музичко балетско училиште. Јануар сум пак во Јереван, февруар сум оф, март сум пак во Љубљана. Многу проекти до крајот на годината. До крај на сезоната уште една голема продукција која што треба да се деси во Германија. Благодарам многу на одвоеното време, ми беше навистина задоволство секогаш чест да си гостин во нашата емисија, во нашата земја. Се гледаме нека наредна прилика. Благодарам на поканата и да ги поздравам сите гледачи уште еднаш на македонска телевизија. Благодарам уште еднаш.